По 3 месеци пауза, пратениците денеска ја продолжија конститутивната седница. На дневен ред на продолжението е изборот на членовите на Комисијата за избори и именувања. До новоизбраната комисија треба да се доставуваат предлозите за председател на собранието. Иако тоа не требаше да биде главна тема, пратениците во своите обраќања денеска се осврнаа на платформата на албанските партии, договорена во Тирана. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН истакна дека председателот на собранието секогаш доаѓа од победничката партија, а победничка партија на последните избори беше ВМРО-ДПМН. Она што во парламентарните демократии е застапено како традиција е дека председателот на собранието, председателите на парламентите секогаш доаѓаат од победничката пратеничка група. Комисијата треба да има во предвид дека на овие избори победничка партија и пратеничка група беше ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство и Коалицијата за подобра Македонија. И затоа сметаме дека согласно волјата на народот и согласно на парламентарната демократија, кандидат за председател и председател на Македонското собрание треба да биде од редовите на оваа победничка коалиција, како почитување на изборната волја на граѓаните на Република Македонија. Оливер Спасовски од СДСМ реагираше на големиот број пратеници кои се јавија за збор на продолжението од конститутивната седница. Сакам да реагирам процедурално, гледајќи што се случува денеска и во однос на оваа точка од дневниот ред. На една дискусија од пратеничка група, иако ќе ми речете сега нема пратеничка група и затоа сите може да се јавуваат за реплики, имајќи во предвид дека најголемиот дел од пратениците на ВМРО-ДПМН се пријавени за реплики на говорникот од ВМРО-ДПМН. Председавачот со седницата Трајко Велјановски рече дека тоа е согласно деловникот за работа на собранието. Има стенограми од сите седници. Ќе ги проверете ги или службите ќе ги проверат, ќе ги дадат стенограмите. И ве молам, значи така е согласно, не дофрлајте од место господја Шекеринска, не дофрлајте. Така е согласно деловникот. Сега, дали е политички исправно или не е политички исправно, ваш став е едниот, став на другите е друг. Јавноста има трет став и јавноста најдобро ќе го цени, ќе го знае дали е кој од тие ставовите се најисправни. Инаку, согласно деловникот, да видиме коректни, е возможно да се реплицира пратеник на друг пратеник, кај што не е поготово од иста пратеничка група. Во однос на можноста за реплицирање реагираше Илија Димовски од ВМРО-ДПМН, кој истакна дека се надева дека никој нема да ја попречи дебатата на која имаат право како пратеници и која е загарантирано согласно уставот и деловникот. Џевдат Адеми од ДУИ истакна дека има разбирање за се што е наведено во деловникот од собранието и побара да не се говори за платформата од Тирана, оти тоа не бил странски, туку домашен продукт. Сакам од име на пратеничката група на Демократската унија за интеграција да го поздравам продолжението на конститутивната седница на парламентот на Република Македонија и ова е всушност тоа што е потребно и на државата, и на процесите, и на јавноста. Зошто не и на нашата заедничка иднина. Исто така, сакам да кажам дека апсолутно имаме разбирање за се што е во рамките на деловникот за работа на собранието, во рамките на парламентарната практика, во рамките на тоа што се нарекува дебата. За денеска за збор пријавени повеќе од 50 пратеници, што значи дека изборот на комисија може да трае и неколку денови.